Драги дечиња, на овој час по македонски јазик ќе се запознаеме со уште една буква од нашата македонска азбука, а тоа е буквата Ј. Па тоа е и целта на нашиот час, да ја откриеме буквата Ј, да ја одредиме местоположбата на буквата Ј во зборот на почетокот, на средината или на крајот и да ја препознаваме буквата Ј во напишаните зборови. Очекувам на крајот од овој час дека секој од вас ќе ја препознава буквата Ј и ќе ја одредува нејзината местоположба во зборовите и ќе се обиде да ја напише буквата Ј. Погледнете ги добро овие слики и размислете што имаат заедничко сите. Што имаат заедничко сите овие слики? Сите слики имаат заедничка форма и личат на буквата Ј. Оваа виолетовата. Еве ја буквата Ј во неколку различни бои, шари, секоја убава на свој начин. Може би на оваа слика забележувате дека некои од буквите имаат горе точка, а некои не. Така е во нашата азбука, во нашата македонска азбука, некоја голема и нејзината мала буква се разликуваат. Си личат, но и се разликуваат по нешто. Па така и со буквата Ј. Големата буква Ј нема точка горе, а малата буква Ј секогаш има горе точка. Повеќе за ова во вашето второ одделение. Хајде сега, ова е нашата македонска азбука, да ја пронајдеме буквата Ј во нашата македонска азбука. Таа има свој 30 другарчиња со кои постојано се дружи. Дали ја пронајдовте на кое балонче се наоѓа? Еве овде на синото балонче на крајот од вториот ред. А сега, главниот гостин на нашиот час, буквата Ј, ќе ја бараме во многу зборчиња и на многу места. Каде ли се крие, ќе откриеме ние. Погледнете оваа слика. Јагода, Јасна бере јагоди. Дали некаде го слушнавте гласот Ј? Сега тоа што јас го кажав, ќе го запишеме во зборови и вие ќе забележите каде се наоѓа буквата Ј во запишаните зборови. Јагода, Јасна. И зборот јагода и името Јасна започнуваат на буквата Ј. Буквата Ј на почетокот на зборот. Тоа е и целта на нашата сегашна игра, да пронаоѓаме зборови каде што буквата Ј е на почетокот. Следни слики. Јаболко, Јован и Јасмина собираат јаболка. Хајде да видиме тоа напишано и би изгледало вака. Јаболко, Јован, Јасмина. Во сите три збора првата буква е Ј и е црвена. Јадица, Јане лови риби со јадица. Изборот јадица, изборот Јане започнуваат со буквата Ј. Јогурт. Јасин обожава да пие јогурт. Тоа запишано изгледа вака и гледаме дека во зборовите јогурт и во името Јасин Ј е повторно на почетокот на зборот. Јаже. Јана скока на јаже. Изборот Јаже и името Јана, буквата Ј, ја имаат на почетокот на зборот. А сега, ајде размислете барем неколку зборови да се присетите што кажавме од претходните слики, а започнуваа на буквата Ј. Јагода. Кој береше јагоди? Јасна. А кој собираше јаболка? Како беа имињата на двете деца? Јован и Јасмина. Така е. Јадица. Со јадица ловеше риби? Јане. А јогурт пиеше детето? Јасин. И Јана скокаше на
јаже. Така е. Значи, во сите овие зборови, како што гледате, буквата Ја е на почетокот на зборот. Сега продолжуваме со барање на буквата Ја, но на друго место, односно на друга место положба во зборот, еве од овој символ тука гледате, сами забележувате, дека ќе ја бараме буквата Ја на крајот на зборот, односно ќе кажуваме и откриваме зборови, каде што буквата Ја е на крајот, завршуваат зборовите на буква Ја. Змај, змај, Василий, Василий лета змај. Хајде забележете сега каде се наоѓа буквата Ја. И во змај, и во Василий, таа стои на крајот на зборот. Чај, чај, Димитрий пие чај. И во зборот чај, и во името Димитрий, повторно буквата Ја се наоѓа на крајот на зборот. Овие две птици, кои што верувам ќе ги препознаете, се Славеј, Ној, и Славеј и Ној завршуваат на Ја. И повторно иста активност. Ајде да се присетиме барем на неколку од претходните зборчиња. Змај. Кој го леташе змајот? Василий. Василий. А кој пиеше чај? Димитрий. И двете птици беа Ној и Славеј. Следна активност е овој пат буквата ќе ја бараме во средината на зборот. Буквата Ја во средината на зборот. Но тоа ќе го направиме низ една игричка со плескање на рацете. Правила на играта. Ако мислиш дека во зборот ја има буквата Ја на средина, плесни со рацете. Во спротивно, молчи. Се што треба е да направите е внимателно да го слушате зборот кога го изговарам. Доколку го слушнете гласот Ја на средина, значи во запишаниот збор што ќе го видите после сликата, буквата Ја ќе се наоѓа на средина, ќе биде црвена, тогаш веќе треба да имате плеснато со рацете. Значи тогаш сте во право. Значи буква Ја на средина, плеснуваме. Доколку ја нема буквата Ја на средина, молчиме. Зајко. Зајко. Точно. Ја на средина плескаме со рацете. Пајче. Ја слушнавме буквата, гласот ја го слушнавме и тоа запишано изгледа вака. Фудбалер. Во фудбалер нема ниту една буква Ја. Кајче. Кајче. Буквата Ја на средина. Пајажина. Пајажина. Повторно плескаме со рацете, затоа што Ја е на средина. Маче. Ниту во маче ја нема буквата Ја. Земја. Земја. Така е, требаше да плеснете со рацете, на средина е. И којот. Со плескање на којотот ја завршуваме нашата денешна игричка. Драги ученици, ја откривме буквата Ја во сите три положби од зборот. А сега на еден поинаков начин да го примениме тоа што го разбравме. Прво слушнете ме што треба да направите, потоа сопрете го видеото и извршете ја задачата. Земете пред вас една кукла или пак некоја ваша омилена играчка. Мече, слонче, зајаче, клову, било што. Одредете која е лева, а која е десна рака или страна на куклата, односно играчката. Потоа земете три мали празни ливчиња на кои што треба да нацртате нешто што би ја подариле вие на вашата кукла. Изненадете ја вие денес вашата омилена играчка. Еве вака, тоа би изгледало вака. На трите ливчиња. На десната страна ставате ливче на кое што сте нацртале нешто што започнува на Ја. На левата страна го ставате листот на кој што сте нацртале нешто што завршува на буквата Ја. А на средина
Кај нозете на куклата, односно во незиното скутче, ставате нешто што буквата Ј ја има на средина. Можеш да сопреш, да нацрташ и потоа следува уште една активност до крајот. Следува активност што се вика герданот на госпогицата Ј. Овој гердан што го гледате пред вас е гердан со нанижани цветчиња. Треба да ги земете вашите тетрадки и комплетот со остри боички и да се обидете овој гердан од нанижани цветчиња да го претворите во гердан со нанижани букви Ј. Тоа е всушност герданот на госпогицата Ј. Тоа би било вака. Најпрво следете ја насоката на жолтото моличе како правилно се пишува буквата Ј. Почнуваме од оскора надолу, вртиме налево со мало полукругче. Значи не го подкреваме моливчето додека не ја напишеме од почеток до крај буквата Ј. Еве на овој лист јас напишав многу букви Ј, големи, мали, и поголеми и помали, различни по боја, и ги нанишав на герданче, односно ги напишав. Значи, најпрво на листот нацртајте го овој полукруг како насмеана уста, а потоа внимавајте со различни боички. Употребете ги сите можни боички од вашиот комплет. Пишувајте ја правилно буквата Ј како виси на ова герданче. Големината може да биде како ќе си одредите сами. Како мислите дека подобро би изгледал герданот на буквата Ј, односно на госпогицата Ј. Тука е и крајот на овој час препознавање на буква Ј. Како се чувствувавте што откривте уште една буква од нашата азбука? Сега сте побогати за уште една буква во вашите главчиња. Дали умеете да го слушнете гласот Ј во зборовите? Дали сега можете да ја пронајдете буквата Ј во запишани зборови? Ви посакувам да бидете успешни во откривањето и на другите букви од нашата азбука. Браво! И уште за домашна задача имате да ја оживеете буквата Ј, оваа празна напишана буква Ј, да ја направите среќна. Истото продолжите го да го правите со секоја нова откриена буква од нашата азбука и кога ќе ги оживееш сите букви, направи своја книга и тоа ќе биде твојата весела букварка. До видување, до следното видување.